И поздрав на сите, добро дојдовте во парт 2 од македонски хумористични приказни. Значи ова е само парт 2, ќе има уште партови дефинитивно. Затоа ајде да се одма да почнеме, да не должиме многу, оставите лайк, субскрайб на канал. И сега фала ви на 80 субскрайбери, идеме на 90, значи мораме да стигнеме што побрзо 90, сакам до крај на ако можеме до крај на септември да стигнеме 90, би бил пресреќен. Ќе пробаме секако. А сега стигнав, ќе продолжиме од кај што се станавме. А тоа е 16-та страна. Да ми речеше магаре, немаше да се лута. Добро, ајде да видиме. И ова е многу малце, значи овие следниве две волки се кратки. Затоа во турско време на еден мезлич, тој еве во заграда Собир, на некој Собир, во градот Штип се собирале многу турци и каури. Се расправало за тоа кој мала да добијат чешми. Збор по збор дошло и до кавга помеѓу двајца малски првенци. Каури. Едниот од нив се викал Чорбаџи Димчо, а другиот Стојан. Чорбаџи Стојан го навредил Чорбаџи Димчо, нарекувајќи го Ешек, тоест магар, нарекувајќи го магар. Пред сите на собрани, бидејќи бил изнаетлив како магаре, што ќе речел? Никогаш не се откажувал од реченото. Навреден од лошиот збор што му го рекол Стојан. Чорбаџи Димчо одговори: да ми речеше магаре, немаше да се љутам, бидејќи ќе разбереа само каурите. Ами ми рече Ешек, па разбраа и турците и каурите. Аха, значи ја сватив поента, да сега ќе кажам, као он му рекол Ешек, а не магаре, зашо магаре ќе разбере, добра, еве, немаше да се налутам да му рекол магаре, ама зашо рекол Ешек, се можеле да го разберат и турците и другите, да рекол магаре ќе не можеле да разберат што збори. Доке интересно. Може на 10. 90 така. Следно имаме мало турче, а овде се со турци, бе брат, што мало турче, ама чисто турски зборови. Ајде видиме. Во турското време двајца македонци отишле во Стамбул на печалба. Знаеле помалку турски, што се вели чатпат. Кога стигнале во Стамбул, требало да се јават во укјуматот, тоест во управата, тоа значи. Дека пристигнале во тој град. Одејќи по една стамболска улица, виделе едно дете, турче од 7-8 години. И го прашале каде е укјуматот. Малото турче убаво им објаснило како ќе стасаат до укјуматот. Значи, не знам да читам. Откога подминале малку по уличката, Петре му рекол со чудење на својот другар печалбар: Јонче, мало турче, ама чисто турски зборови. Ова стварно не го разбрав. Од кога подминале малку по уличката, Петре му рекол... Одејќи по една стамболска улица, виделе едно дете турче од 7-8 години и го прашале каде е укјуматот. Малото турче убаво им објаснило како ќе стасаат до укјуматот. Кога се врнем... Јонче, мало турче, ама чисто турски. Океј. Не ми е нешто вау, смешно па 6. Може дури и 5, ама нека биде 6. Само месо дома дошло. Едно време, ова е веќе подолго. Ова ќе се изначитаме. Гледате колко е ова. Само месо дома дошло. Прва страна, втора страна, трета страна, четврта страна.
5-та страна, 6-та страна. Тоа е тоа. 6 страни има ова. Не е долго, него за ова лектирава искрено долго. Ајде да го читаме, значи најверојатно може и ова ќе биде и последното, зашто е толку долго. Ете ми. Приказна на денот. Ајде. Едно време на магарето му здодеало од тешката работа. Да побегнало од својот стопан и тргнало да бара некое место каде што може да се живее и без работа. Патем одејќи сретнало еден овен кој го прашал магарето: "Каде вака, пријателе? Не се трае веќе, брате." Одговорило магарето: "Свадба се прави негде. Ајде магарето да носи вода." На дрва магарето, ѓубре на нива. Пак магарето, а кога ќе дојде ред за јадење, една рака слама ќе му дадат од коњите или пак ќе му фрлат еден преграб суви прачки. Нека гризе и утре пак од рано. Ајде на работа, на дрва, по вода, на нива. Не се трае веќе, овие маќи не се тргуваат. Ќе бегам, ќе барам место каде што нема работа. Да починам мало. Одговорил овенот. Ами јас од тоа бегам. Свадба се прави негде. Ајде заколеме овен. Гозба се готви. Ќе колеме овен. Без оглед дали дошле пријатели или душмани, ќе го штеваме со овен. Не ми личи нешто приказна, ама ајде ќе продолжи. Се здружиле двајцата и тргнале по патот. Набргу ги сретнала лисицата. Таа ги прашала: "Каде вака, пријатели?" Тие ја раскажале од што бегат и каде одат. "Ох," им одговорила таа. "Та и јас од тоа бегам. Свадба се прави негде. Ајде да ја одереме лисицата. Да го поставиме кожурот на зетот и на невестата." Така и таа се здружила со нив. Да станале тројца другари, одејќи си така сите тројца. Ги сретнало едно петле: "Каде вака, пријатели?" ги прашала петлето. Тие и нему му раскажале зашто бега. И се исто. "Па јас од тоа бегам," им рекол тоа. "Привиче се прави негде. Ајде да заколеме петле." Дошол зетот на гости, ајде да заколеме петле. Душман дошол, гостин дошол, пак да заколеме петле. Поклади дошле, Божик дошол или Великден. Како или, брат? Појма. Ајде да заколеме петле. Никој не гледа дали се пркнало малку или не, дали се пропеало или не. Важно е да има петле за на софра. Не се трпат веќе овие маќи. Ќе бегам и јас заедно со вас. Така и тоа се здружила со нив, да се сториле четворицата другари и продолжиле да одат. Оделе по патот, нашле една кожа од волк. Сакале да ја земат, ама им било мака, не можеле да ја носат. Тогаш магарето им рекло: "Не ми се свиѓа баш. Земете ја и ја фрлете ми ја на грб. Јас ќе ја носам. Јас сум учена да носам товар." Животните ја зеле кожата и му ја фрлиле на магарето, па си продолжиле по пат. По патот дошле до една пуста воденица и таму ги стемнило. Влегле во воденицата за да преноќат, ама што да видат внатре? Жива душа нема. На огништето горел оган, а на огнот ставена вечера да се вари. Во воденицата живееле мечки и волци, кои тогаш биле излезени негде на лов. Животните што дошле во воденицата не знаеле што да прават, дали да влезат и да останат или да си одат. Не било никако да влезат и да останат тука. Им било страф. Зашто виделе оти има некој друг што си живееле во воденицата. А пак да си одат немало време, зашто било веќе стемнето. Најпосле не виделе, влегле во воденицата и останале да преноќаат. Во чешката кожа што ја беа нашле по патот,
Влегувајќи во воденицата, ја наполниле со слама и ја обесиле на вратата. А тие влегле и седнале крај огнот. По малку време, кога животните веќе се грееле околу огнот, дошле две мачки и два волка со челада. Што е ова, брат? Не го бива за... Значи, не зашто ја не знам да читам нешто, брат, зборојуве се... Брат, долги, не ги знам, брат. Сосечелата. Домаќините на запустената воденица и ги нашле тука. Гостите, кога ги виделе домаќините, се здрвиле и се скамениле од страх. Добродошле, пријатели, им рекле мечките и волците. Добро ве најдовме. Им одговориле гостите. Поведете, седнете, да ги... Седнете, брат. Седнете. Де ги поканиле домаќините. Тие седнале најгоре, го ставиле да седне магарето, како поголемо од сите. До него седнал овенот, потоа лисицата, а најодзади седнало петлето. Вечерта јаделе, пиеле и се веселеле. Домаќините едно време ги натерале гостите и да запеат мало. Не кажа уште мало. А магарето им рекло: првен треба да запее домаќинот, а потоа гостите. Така прилега и така си е редот. Набргу по желба на гостите прва запеала мачката. Само месо дома дошло. Кутрите гости, кога ја чуле мечкината песна, се не е мачкината, него мечката е мачката. Се стопиле од страв. Потоа го натерало да запее и магарето. Кутрото магаре, каде да го нашле токму него да пее. Туку, што да прави? Требало да се запее. Запеало и тоа со рикачкиот глас. Ја излези надвор да видиш што виси на врат. Брат, тоа не е песна. Ја излези надвор да видиш што виси на врата. Ја излезете надвор да видите што е чудо почудено. Тогаш волците и мечките се загледале едни во други и си намигнале како да излезат надвор, да видат што има. Пуштиле едно од мечињата да видат што има надвор. И му порачале ако е нешто лошо и страшно да бега и да не се враќа. Назад во воденицата излегол. Брат, ја не можам да го читам. Нешто е долго, него, брат, глупо е. Уште волк. Сега почнувам со ова. И уште цела оваа страна и ова, брат. Видео скоро ќе трае колку прошлото, само 2 сум прочитал, затоа ова сега ќе скокнеме. Па вие ако сакате да го дочитате, или ако сакате баш толку, ќе снимам посебно видео кај што го дочитам. Ова зашто не може да го читам. Затоа седеме со следната, а тоа е Селанецот, волкот и јагнето. И ова веќе трае скоро една цела страна, значи гледайте. Ова има тука слика и на следната страна го има ова буквално многу малце. Што некако може да го збутаат тука онака. Ама е. Селанецот, волкот и јагнето. Ја седнам. Во едно планинско село во Мариово се настривил еден волк и често доаѓал во трлото на еден селанец и му давал по 2-3 овци секој ден. Селанецот размислувал што да направи, а да се ослободи од овој стрдник. Волкот најпосле смислил да направи една длабока дупка и да ја покрие со гранки и лисје што попаѓале од дрвјата. Направил
таква јама пред влезот од дрвото, ја покрил убаво со гранки и лиси. Ставил во јамата едно јагне, јагнето блеело преку ноќта и така го повикало стрмниот волк. Волкот згазнал на гранките што ја покривале јамата и пропаднал во неа. Веднаш дотрчал селанецот кој демнел скриен во колибата, што се наоѓал близу трлето. Зел да ги наместува гранките и гранчињата за да не му избега волкот, но и тој се слизнал и паднал во јамата. Така се нашле едно до друго исплашени селанецот, јагнето и волкот. Јагнето од страв што го видел волкот толку близу до него почнало да блее. Аха, значи оваа слика е таа слика што е позади. Гледате? Значи можеме оваа слика да видиме обоја, а вајда е таа, да. Значи гледате. Океј. Да блее. Селанецот му се милкувал на волкот велејќи: Нема тука бе, се знае господинот волк кого ќе изеде. Добро, интересно, као селанец, јагнето и волкот паднале во јама, па нешто добро, интересно ми мене. И давам за ова 9.2. 9.2 оценка. А сега идеме на... Ајде, можеби колку само да видиме ова долго, 1,5 страна, 1,5 страна. Е долго ова, што значи... Ама гледате, следното е долго, веќе е 3 страни, затоа најверојатно ова сега што ќе прочитаме Прилепски бербер, обрикол магаре, ќе биде последно за денеска, зашто после следното е, верувате или не, на 3 страни и нема да имаме толку време, да не трае толку видеово, околу 20 минути е доста. Ајде да почнеме. Прилепски бербер, обрикол магаре. Некој селанец еден ден дотерал товар дрва за да го продаде во Прилеп. Шетајќи по улиците на Прилеп, нашол на еден бербер. Тој го прашал селанец: колку пари бараш за сите дрва? Бре, пријатели, за сите дрва барам 2 гроша, одговорил селанец. Нека ја Аирилија истовари ги дрвата и еве ти 2 гроша. Селанецот ги зел парите и ги истоварил дрвата од магарето. Тогаш берберот му рекол: ние се подготвивме да ги дадам 2 гроша, ама за сите дрва. Тие се кандисаа и јас честно ти платив 2 гроша. Тогаш остави го самарот од магарето, оти и во него има дрва. Видел, не видел, кутриот надитрен селанец му го оставил и самарот на берберот, и си заминал все. Така ми е. Долго време си мислил како да го надитри берберот, смислил план и дошол в град. Отишол заедно со магарето кај берберот, го врзал магарето пред берберницата, легол во неја и го прашал берберот: колку пари сакаш да ме избричиш? За едно бричење барам 1 грош. А колку ти чини пари да избричиш 2? За 2 ќе ми платиш 2 гроша. Еве ти 2 гроша и сега избричи. Го избрикол берберот, селанецот и прашал: кај ти е другиот што треба да го избричам? Еве го стои врзан за едно дрво пред берберница. Не бричам магарење, тука луѓе. Како што се купилите дрва ми го зеде и самарот магарето. Така ќе го избричиш и магарето, спогодбата си е спогодба. Добро, го надмудрил убаво. Еви овде ваква слика. Го надмудрил убаво и ја давам за ова 8, може 8. На ова 8 и тоа беше тоа. Прочитавме само 3 приказни, ама што да се прави, втората беше премногу долга и плюс не ја довршив. Не само што е долга, не беше ни толку интересна. Напишете ми ако ви беше интересна. Ќе направам посебен шорт кај што ќе ја дочитам таа.
Затоа сега, оставите лайк, субскрайб на каналот, уште малце чекате парт 2, парт 3, значи ќе има многу партови, додека не почитаме 100 страни. Што се прави, ќе видам, нема секој ден да има партови, ќе видиме мака кога ќе има, затоа ништо, сега се гледаме во следно видео. Чао!